Гоџи, бери, мед, јаболка, полен, прополис, пченка, моркови, краставици, брашно. Ова се само дел од производите кои неколкумина одгледувачи од регионов ги презентираа на конференцијата Органика во Тетово. Градинарските култури одгледувани без пестициди, во чиста земја и наводнувани со свежа вода, имаат посебна вредност, но на пазарот се со повисока цена. Славица Богдановска од Тетово и Петре Антовски од Жилче задоволни се од работата која ја започнале, пред се за собствени потреби. Моево производство е вистински органски производ. Ја дури и сама произведувам и ѓубривото, пошто не можев да најдем по Македонија. Еве сега овде се надевам ќе ми кажа да најдам. Инаку сама го производувам ѓубривото, ништо нема вештачки стаено у производство на ова гоџи, затоа што и како што знаат се потрудив ја повеќето луѓе да дознаат за ова гоџи, дека е најдобра супер храна на прво место од супер храната и затоа не сакав да има ништо вештачко внутре или отров, што би рекле по-нашки. Така да ова е 100% органско производство. За да се произведе органски треба да се почитуваат одредени услови, одредени норми кои што ги нуди тоа органско производство, што значи треба да и посебни услови да се наметне. Граѓаните овде бараат органски производи и колку се заинтересирани да ги купат? Па дел бараат, поголем дел не се заинтересирани, гледаат цената да биде поевтина и најчесто цената е реперот за да се продаде производ. За да си помогнат на себе, но и да им дадат можност на граѓаните да стигнат до органски здрава храна, формирана е задругата на потрошувачи, Наша добра земја, која засега ги пласира производите во Скопје, вели Билјана Филиповска. Се групиравме во задруга и решивме да се регистрираме од причини да си набавуваме пред се за нас самите. Сега сме отворени со продавница во Скопје и со тезга на пазарот Боњаковец во Скопје, за да органската храна биде достапна и до пошироката јавност и случајните минувачи. Инаку како задруга сме во собственост и во раководство на самите наши членови. Значи ние сме класична фирма каде што има еднаква распределеноста на сите задругари, ние самите ја водиме задругата и овие производи кои што ги гледате се од сите производители од Македонија кои што ги имаме посетено и со кои што соработуваме. Гласот на потрошувачите го застапуваме на некој начин. Она што ни е прво и основно главно е да реално органскиот сертификат и законот за органско производство биде реално застапен во производството и да нема отстапки од истото. Со поддршка на органското производство и Институтот за развој на заедницата од Тетово, конференцијата ја организираа во соработка со Сдруженијето на фармери од Гостивар. Целта на проектот е развој, унапредување и промоција на руралниот развој и земјоделството. Придобивките од органското производство на храна знаеме дека се големи, како за луѓето, така и за животната средина. Така да ИРЗ како организација која се грижи за унапредување на животот во заедницата, во сите сфери, со оваа конференција, воедно со овој проект, ќе допринесе за унапредување на животот, а воедно со оваа конференција и проектот Органика ќе се реализираат стратешките цели на мрежата за рурален развој на Република Македонија, а тоа се промоција на руралниот развој и негово унапредување. Совеста кај населението, кај жителите, значи е потпената на едно повисоко ниво, каде што секој сака да јаде здрава храна, а не храна која што значи е полна со резидуи и каде што не се внимава на здравјето на луѓето и на агроеколошката околина. За оваа органска храна, значи, интересот се повеќе се зголемува, меѓутоа постојат и сертификациони куќи, значи, кои што вршат сертификација, кои што се заинтересирани за ова органско производство, меѓутоа не само што е интересот голем, туку и имаат и голема поддршка од страна на владата. Дополнително по 30% имаме зголемување на субвенциите за сите оние кои што произведуваат органска храна. Конференцијата беше во рамките на проектот Органика, поддржан од УСАИД и мрежата за рурален развој на Република Македонија преку проектот за адаптација на земјоделството кон климатските промени.